на пожар. Е да ви кажам една друга работа. Например, ние истражуваме со кого комуницирал Деко на телефон во моментот кога МВР соопшти дека тој е приведен. Бидејќи во моментот кога е приведен, во тој временски период, кога би требало да е во притвор, тоест во станица, Деко има остварено десетина комуникации телефонски со високи функционери на МВР. Јавноста е информирана дека е во притвор, а тој си комуницира со високи функционери на МВР. Подоцна околу 23-4, кога МВР соопштува дека сопругата на Деко е приведена. Во периодот, во терминот, во саатницата кога таа би требало да е приведена, таа комуницира со исто така високи функционери во МВР, меѓу кои што и член на обезбедувањето на премиерот. Еве, например, тоа ние го истражуваме. И тоа ние ќе го објавиме. Тоа го истражуваме и го работиме заедно со уште еден колега од друга редакција. Меѓутоа, таму е вистинската одговор. И вечерта, и копната вечер, високи функционери на ОВР Кочани го известуваат ќе има контрола, таму ќе дојдеме со ентеше, ментеше, нема да има некои други инспектори, расчисти. На што Деко бара уште малку време, ако може да потрае, деца имало уште 5-60 на врата, чекале да влезат, демек да им ги земе парите, а после може да влезат да ја прекина журка. Има и таква комуникација, например, со високи функционери на ОВР Кочани и на СВР Штип. Тука е проблематично, например, и снимките од DVR-от, од безбедносните камери. Као ги нема? Кога снимачот не е оштетен, тоа што ние го знаеме не е оштетен. И тоа ќе го истражуваме. Така да